Добро вечер. Минути за најновите информации од културата. Кинематограферот оскаровец Воли Фистер, соработник на режисерот Кристофер Нолан, и кинематограферот Дариус Конџи, кој има 2 номинации за Оскар за филмовите Евита на Алан Паркер и Бардо на Александро Гонзалес. Се двајца нови лауреати на 46-тото издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Аманаки, кој ќе се одржи во Битола од 20 до 26 септември. Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Аманаки, најстариот фестивал во светот кој што ја слави уметноста на филмската камера, е подготвен за своето 46-то издание кое ќе се одржи под мотото Сон на платно од 20 до 26 септември во Битола. Фестивалот, кој по 46-ти пат ја слави магијата на филмската камера, визуелниот јазик и богатството на креативниот јазик, е основан во 1979 година во чест на браќата Јанаки и Милтон Манаки, пионери во фотографијата и кинематографијата на Балканот на почетокот на 20-тиот век. И сакам да најавам дека оваа година специјално за браќа Манаки, големиот автор Киро Урдин го изработи плакатот за 46-тото издание на браќа Манаки, кое што ќе може да го видите и на екранот, а од денес и официјално на сите наши медиуми, социјални мрежи, вебсайт и принтани материјали. Тоа е нешто што мене исклучително ме радува и нешто што би сакал да ја започнам, со нешто што би сакал да ја започнам оваа пресконференција. Она што следи, со голема возбуда изминативе 2-3 недели сакав да го соопштиме, но го чувавме за овој ден, се двата големи автори, филмски автори, двата нови лауреати кои што сакам денес да ги споменам. Тоа е господинот Воли Фистер, кинематограферот на познатиот режисер Кристофер Нолан, со кого што изработија повеќе квалитетни филмови, добитник на Оскар, оскаровец, кој што ќе дојде на фестивалот, ќе биде наш гостин, ќе прими наградата, специјална награда Златна камера 300 за особен придонес во филмската уметност и секако ќе одржи, како и при останатите лауреати, ќе одржи и мастер работилница, односно мастер клас. Она што сега сакам да продолжам е наградата, лауреатот кој што оваа година ќе биде добитник за животно дело. Тоа е господинот Дариус Конџи, кој што го потврди, големиот Дариус Конџи, кој што го потврди неговото присуство, исто така ќе присуствува оваа година на Манаки и ќе одржи работилница и мастер клас. Селекторот на главната компетиција Сладжан Пенев најави дека ќе бидат прикажани филмови од Кан, Берлин, Венеција, Торонто, Локарно и нагласи дека фестивалот ќе почне и ќе заврши со македонски филмови. Отварањето ќе биде со филмот Мајка на Теона Митевска, а за крај на 46-тото издание на браќа Манаки ќе го видиме македонскиот филм Диџеј Ахмет. Во рамки на празнувањето на Денот на независноста во Македонскиот културен центар во Белград беше отворена исклучително интересна изложба Простори на конјукција во соработка со Националната галерија на Македонија и Министерството за култура. Во Македонскиот културен центар во Белград отворена е изложбата Простори на конјукција во соработка со Националната галерија на Македонија и Министерството за култура. Проектот Простори на конјукција, картографија на фрагментот, наративи, граници, меморија, ја утврдува уметноста како динамичен простор во кој интимните лични фрагменти се преплетуваат со колективните мемории и културни матрици како театар на тензија и симбиоза. На изложбата представени се 20 ликовни уметници со своји дела, што трансферираат од цртеж, графика, преку фотографија и мултимедијален принт. Изложуваат еминентни автори и професори на Факултетот за ликовна уметност. Низ графика, цртеж, фотографија, видео, објект, колаж, уметниците не само што раскажуваат приказни, туку градат мултимедијални платформи во кои секој медиум станува посебен канал за конјукција. Различните техники не функционираат само како формални избори, туку како активни стратегии за премостување на личното и колективното. Изложбата првично е представена во Софија во август, сега е во Белград и ќе биде поставена до крајот на септември.
Во почетокот на октомври ќе биде поставена во Истанбул и до крајот на годината во Загреб. Македонскиот камерен оркестар Профундис со голем успех ја реализира својата прва Candlelight турнеја во Босна и Херцеговина, настапувајќи во 3 преполни концертни сали во Сараево, Тузла и Мостар. Секоја вечер илјадници свеќи создаваа волшебна атмосфера, а музиката на Профундис предизвикуваше бурни аплаузи, стоечки овации и искрени емоции кај публиката. Candlelight концертите кои се одржуваат во над 170 градови низ светот представуваат вистински глобален феномен – музика изведена во уникатен амбиент, каде класиката добива нова димензија во светлината на стотици свеќи. Турнејата започна во Домот на младите Скендерија во Сараево, продолжи во Босанскиот културен центар во Тузла, а заврши во Хрватскиот дом Херцег Стјепан Косача во Мостар. Оваа турнеја го донесе во центарот на вниманието настапот на светски реномираната виолинистка Ирина Мурезану, уметница која плени со својот извонреден талент и исклучителна музикалност. Со оваа информација ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам што и денеска бевте со нас.